УПОС размислува да ја тужи државата за неисполнување на обврските од колективниот договор, изјави денес председателот Трпе Дејановски. Бидејќи дијалогот не се води преку соопштенија и преку медиуми, синдикатот на УПОС денеска поднесе формално барање за средба со председателот на владата на Република Македонија, со која бараме повторно продолжување на дијалогот кој едностранно беше прекинат од страна на Министерството за финансии со одбивање на предложените колективни договори за додаток на плата за овие вработени кои денеска протестираат со нас. Сепак претходно УПОС побара средба за дијалог со владата. Воспротивно, ќе бидеме приморани повторно да ги активираме протестите, како и да ги искористиме сите со закон дадени можности за изразување на незадоволството на работниците до остварување на нашите барања. Што воспротивно? Воспротивно, ќе бидеме приморани повторно да ги активираме протестите, како и да ги искористиме сите со закон дадени можности за изразување на незадоволството на работниците до остварување на нашите барања. Ова е ставот на УПОС, кој денес беше поддржан од неговите членови. Не прифаќаме дискриминација и ќе продолжиме да се бориме за праведно зголемување на платите за сите. Сите да добијат еднаков третман. Бараме вистинска и праведна распределба на ресурсите која ќе возможи на сите работници да живеат што подостоинствено.